Почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска ќе објавиме нови информации за последниот скандал на власта на ДПМНЕ со тендерот од 3,5 милиони евра во СОЗР, поврзан со роднини на директорот Ивица Томовски. За какви луѓе станува збор? Го повикуваме Томовски да излезе пред граѓаните и токму на оваа прашање да одговори. Дали лицето Дарко Гашич, негов роднина, кој има регистрирана фирма на иста адреса со подружницата на Праеторијан Доел во Охрид, имал проблеми со законите во соседна Србија? Дали неговиот роднина Дарко Гашич бил уапсен во Србија заедно со уште 9 други лица осомничени дека извршиле убиство? Дали Гашич, викам Праки, учествувал во крвава пресметка меѓу две криминални банди во Белград на 10 ноември 2008 година, која резултирала со двајца загинати? Понатаму, дали неговиот роднина Власе Танасковски, кој го раководи подружницата на Праеторијан Доел во Охрид, лежел во затвор во Албанија за трговија со дрога? Дали овие денови во Калишта Танасковски организирал ручек на кој што присуствувал и министерот Панче Тошковски? И конечно, дали е ова обид за создавање на нова СГС агенција на ДПМНЕ, каде со партиски рекетари и партиски бандити ќе се контролираат државните институции и ќе се перат пари? Исто, ама буквално исто како во време на режимот. Почитувани, ова е голем скандал. Прво, поради коруптивната мрежа на ДПМНЕ за злоупотребата на власта и испумпување на пари на граѓаните преку тендери вредни милионски суми. Второ, поради основната поврзаност на криминални шеми и криминални ликови кои имале сериозни проблеми со законите во соседните држави. Од тука, следствено, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара итна истрага од надлежните институции и постапување на јавното обвинителство и антикорупцијската комисија за овој скандалозен тендер вреден над 3,5 милиони евра. Второ, бараме владата да го разреши Томовски од функцијата додека трае истрагата. Ова е уште еден доказ за корупцијата која владее во редовите на ВМРО ДПМНЕ и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе продолжи да се бори за правда, транспарентност и институции кои работат единствено во интерес на граѓаните. Благодарам, дали има прашање.